тука и самите гледате колку имаме избор и колку се убави. Ова работа не е лесна, да ја одбериме и знаеме дека најтешката работа ќе ја има што ќе бидат џаџоите. Џаџес не се тука моментално, него ќе дојдат. Затоа што не треба да знаат ни од кого е, ни каква е, ни што. Ќе гласа, џаџоите ќе има од 1 до 10, колку гласови ќе дадат, како што знаете, како што прават секаде. Не само што ја изгледа убаво, него како е и вкусно и како е натре култура, там како да го речам и јаска. Само знам дека сите ќе бидат убави и вкусни. Фала многу на сите што дојдовте, што направовте. Стварно, многу не подржавате, нема што да кажуваме, зборови ќе нема. Почитувани гледачи на ИН-ТВ, се наоѓаме во центарот на Македонската народна општина, каде што гледате една прекрасна, незаборавна забава, уште една незаборавна чајанка организирана од страна на женската секција при Македонската народна општина. Тука веднаш до мене е председателот на Македонската народна општина, со кој што ќе разговараме и би сакале да дознаеме нешто повеќе околу активностите на Македонската народна општина. Господинот Благојче Григоровски. Господине председателе, добар ден, добре ни дојдовте во нашата емисија. Добар ден до вас, Драган, и добар ден до сите гледачи на ИН телевизија, најпознатата македонска телевизија, единствената македонска телевизија во Австралија. Ке ве молам најпрво да не запознаете накратко, да ни дадете една кратка биографија за Македонската народна општина, кога почна да работи, како дојде до изградба, до купување на овај клуб и така натака, да ги запознаеме нашите гледачи. Организацијата Македонската народна општина е основана во 2003 година. Во 2005 година се набавени овие клубски простории и од тогаш работиме активно со повеќе секции, како што е женската секција, драмската секција, културно-уметничкото друштво, фолклорниот ансамбл Илинден, имаме джуниорски екипи и многу други забави, чајанки како што денеска гледате, што ги организираме. Сведоци сме на овие незаборавни активности што вие ги правите. Ке ни кажете ли што денес се случува тука во оваа сала? Да, денеска од страна на нашата женска секција Елпида организирана е секоја месечна чајанка, но денеска специјално ќе имаете, така да речеме, бодување на погачи, како што гледате, мазници и торти, и ќе има една мала награда, се разбира, за победникот. Овие се припремени, се разбира, од наши македонки и македонска кујна, како што ви рекла. Колку често се одржуваат вакви прослави? Вакви работи одржуваме минимално еднаш месечно, понекогаш и повеќе, и пробуваме да бидат разноврсни во темата. Македонската народна општина, значи, има еден прекрасен локалитет тука, гледаме, салата е одлично припремена. Сигурен сум дека и од помладата генерација организираат некои забави, верувам дека и тие си имаат своја секција, нели? Да, исто така имаме и младинско друштво при Македонската народна општина, кои исто така секој месец организираат своји диска и разни разоноди, што значи
по наше мислење дека стварно активно работиме и пробуваме на македонската заедница тука да му го заубавиме животот на македонски начин. Кои се плановите на управата на Македонската народна општина за иднина за центарот? Имаме многу планови. Првенствено сега за брзо време сакаме да почнеме со реконструкција на задниот дел од клубот и подновување на овие простории што ги гледате. Се надеваме дека чекор по чекор дека тоа ќе го направиме прво, а по тоа ќе видиме што носи иднината.
Почитувани гледачи на ИНТВ, еве не повторно во Македонската народна општина, каде што во моментов се снима емисијата Вешта жена и еве судиите се спремни да ја прогласат највештата жена за овај ден. Па ми причинува посебна чест да ве запознам со судиите. Ке ве молам да ни кажете како се викате. Македонка Каревска. Вашето име? Пети Јошевска. And your name, please? My name is Tini Ben. Ке ве молам да ни кажете како е вкусот моментално на овој зелник. Многу е убав, дури е тешко да одбереме кој е најдобар. И лични се, и вкусни се, тешка работа ни е. На што гледате во погачите тука? Што треба да има? Гледаме на лик, на вкус и на меко колку е стојан, таква работа. How is it going so far? What's your favorite? Any tips? Yes, I'm favorite number 3. Yeah, Number 3, what are you looking for? I'm looking for the shape, look, the structure. the looks like of the cake, The texture maybe? and then the texture. Yes, and then it's quite moist. Let's find out who's gonna win when we get to the cakes. Почитувани гледачи, ево да видиме судиите нека продолжат, а подоцна ќе разговараме да видиме околу победничката. Почитувани гледачи на ИНТВ, разговараме со младинската секција при Македонската народна општина да видиме како тие се дружат и си поминуваат во Западна Австралија. Ке ве молам да ни кажете како се викате. Ангела. Вие сте представник на младинската организација од Перт при Македонската народна општина, нели? Да, точно е. Ке ве молам да ни кажете што организирате вие за младите тука во Перт. Ние организираме како диска за младиве, да се собереме повеќе македонци и друг народ од Австралија или од Балканот, така да се здружиме заедно и да го направиме што можно успешно. Кога имате забави, дали опфатена и македонската музика? Да, обовезно. По крај од вечерта, кој ќе си распорежиме,
она и тогаш македонската музика ја пуштуваме. Колку често имате вакви младински забави? Кога? Колку пати вака? Пати? По 2 месеци. Значи на секој 2 месеци. Да, И точно. дали се посетени овие забави? Дали имате доста млади македонци? Имаме многу што идат, имаме околу 250 секој пат што имаме редевно. Кога ви е наредната забава? Сега наредната сабота ни е. Дали ќе може да ни снимите нешто да видиме како си поминувате тогаш? Да, обавезно, нема проблема за тоа. И ме интересира сега дали имате некоја порака, дали сакате да ги повикате младите што ја гледаат оваа емисија да дојдат и да ве посетат на вашата журка. Да, тоа е убаво сите да се запремиме, да се дружиме сите македонци. Ви благодариме на сите и се гледаме повторно вака. Проблем, фала многу. Фала. сакам да ви речам фала што присуствавте денеска и што вистина голем труд дадовте на ова работа, уба работа. Беше многу тешка работа, преведејќи прекрасни, преуба и превкусни беа работите што ги дадоа денеска жените за проба и многу тешко ни беше да одлучиме која категорија од што да добија, од што беа толку вкусни. Ама сега мораше да решиме некоја, оти мора да има еден победник, не можат сите. И сега сакам да први со погачите да почнеме. Погачата број 1, не знам кој е број 1 кој е праеше, ама број 1 70 бода добе, ама беше многу close,
многу блиска беше до резултат за кој да добија. И сите беа многу убави. Ама број 1 добија погачата. Стигнати на категоријата за мазници. Сите беа преубави, многу тешко беше за мазниците да одлучиме, ама број 13 со 62 бода добија. И таа е Сантипа Ташковска. На највкусното, најблагото, најубото за сите. За мене нарочито, мој favorite е благото. И тоа се знае и се гледа. Okay. Сега, не знаеме која торта да одбериме, многу прекрасни беа докарани. Веќе се зачуди кога видам колку труд прават жените, фала ви многу на вие сите што ги направите, веќе мерак да ги гледам. Сега, добитнико, за ова беше многу тешко и беше ептен за 1 бод 2 беше разликата. И сега бројката 9 со базенто за додам да пливам, таа добија. Number 9 и таа е Билјана Вистеска. Имате сите по едно тикетче. На едното ќе биде победничка, не знаеме која ќе биде. Земете си по едно тикетче и онда ќе видиме. Ајде да видиме која е победничката. Куртуле. Ајде сега да видиме како му се допаѓа вкусот на овие убави работи што вештите жени ги направија. Да ве прашаме како ви се допаѓа тортата? Леле, многу убаво. Сите убави. Премногу убаво, Драган. Ова нешто досега не сум го дочекала. Која ви беше најубава, таа со бананата така? Кој што реко сите се убави, ама ова на Милка многу нежна, некако за јадење. Дали жената таква е? Многу убаво. Мора да е тајната тука. Многу. И ова многу убаво. Јас ова досега не сум го дочекала, многу убаво. Многу убаво денеска, одлично беше се што се ставе, што се зборна, што се направи цело друштво, но фала многу. Погачата се пресне од та што победничка, ти не можеме ни докажеме со благодарност. Се најубаво и вака да се збираме стално и сегде. Како ви се допаѓа тортата? Супер е, фала. Дали имате некои забелешки вака? Не, баш добра. Убаво. Дали имате доволно погачи тука или сакате нешто друго да видите, може би некоја тулумба или баклава или така нешто? Следниот пат, да, може. Тулумби. На што гледате вие кога ќе одлучите која торта е најубава, пример, или погача? Да изгледа убаво, да е за јадење убаво. То.
Дали е важен вкусот или изгледот? За мене вкусот. Вкусот е поважен од изгледот. Билјана, вие правите многу убав бурек, кој имам пробано. Кажете ми што е тајната за да се направи убав бурек? Само желба. Само желба? Да. Колку време одзема да се направи бурекот? Па околу 1 сат. Би сакале да ве видиме вас во вашата куќа, во вашиот дом, како го припремате бурекот. Дали е лесно да се направи бурекот онака како што вие посакувате или е малку така проблематично, како од искуство така? Е малку проблематично, може да се случи и да не е како што сакам да испадне, па сепак трудот. По што знаете дали е само по изгледот или по вкусот? А најмногу по вкусот. Изгледот е последно нешто. Значи вкусот е поважен него изгледот. Да. А торти исто вака правите, значи вие сте победничката, значи како што рековме уште еднаш, за малку рековме победи на многу други работи, јас те имам гледано тебе, а во Македонија има доста бурек, во Австралија не го имаме, почитувани гледачи, толку, но Билјана е не една туку единствената што прави бурек и јас сигурен сум дека наредниот пат ќе пробаме и од бурекот. Да се надеваме. Многу убаво си поминав денеска и многу сум задоволна од присуството на нашите жени и сите беа задоволни. Многу сум благодарна на НТВ телевизија што дојда овдека во Перт за прв пат и му пожелувам све најдобро и сакам да ги поздравам сите наши по целиот свет. Вие често пати вака организирате, нели, редовно? Да. Што е наредниот план? Овој пат беше вешта жена, наредниот месец што планирате? Па за наредниот месец се планира исто нешто убаво со македонската кујна. Секоја жена ќе треба да донеси све што си правиме македонско и така заедно ќе правиме еден ручек. Ќе има ли модна ревија можеби? Па да, не баш сега, али покасно е. Тоа беше прошлата година, беа жените многу благодарни и се надеваме пак. Еве разговараме со претседателката на женската секција тука во Македонската народна општина, па да видиме како си поминуваат жените. Ке ве молам да ни кажете, Наде, дали сте задоволна од денешнава посета? Не можам да се пожелам дека ова посета многу успешна е денеска, стварно. Се беше по плановите? Све беше по плановите, малце узбуна стана, вака гужва, али го немаме праено досега, ова е за прв пат во овој клуб. Дали сте задоволна од одлуката на жири комисијата? Од моја страна сум задоволна, а исто и што слушнав гласови од другите луѓе, дека рекоја стварно се заслужува што се одбра, дека стварно беше преубав. И како што рековме, секој месец вие вака се дружите, наредниот пат друг план, други идеи? Ние гледаме само нови идеи да имаме и да бидат поуспешни и поинтересни за жените, па се трудиме и онолку колку што можеме. Ви благодариме и се надеваме и во иднина вака ќе се забавуваме. Фала многу и ви благодарам исто и вам, и на Тони, на НТВ. Па ви благодарам, почитувани гледачи од Македонската народна општина, за НТВ Драган Ковачевски.